Добро вечер, почитувани гледачи. Време е за вестите од културата. Во следниве минути ве водиме низ најновите случувања што ја одбележаа домашната културна сцена. Продолжува филмската магија на петото издание на фестивалот на медитерански и балкански филм Преку езерото, кој годинава се одржува во Дојран, Струмица и Гевгелија од 8 до 15 јули. Четвртиот фестивалски ден е во знакот на доделување на наградата Мето Јовановски, која годинава му припадна на актерот Тони Наумовски. По 2 децении живот и работа во Соединетите Американски држави, Наумовски се враќа во Дојран како лауреат на ова престижно признание. Во продолжение повеќе за атмосферата на фестивалот од прилогот на колешката Викторија Миткова. Преку езерото по пети пат ги спои во едно доживување блескавите звезди на нивото и блескавите звезди на платното, со врачување на наградата Мето Јовановски за високоуметничко достигнување на лауреатот, акторот Тони Наумовски, беше отворено петото издание на филмскиот фестивал. Наумовски е единствениот македонски актор, но и еден од малкумината балканци кои во Њујорк имаат своја кариера во театар, на филм и телевизија. Тој е актор кој во уметноста на филмот е почетокот и крајот на патувањето, кој сакаме никогаш да не заврши, порача директорот на филмскиот фестивал Јани Бојачи. Тони Наумовски е актер кој во уметноста на филмот е почеток и крајот на патувањето кое сакаме никогаш да не заврши. Тони Наумовски е актер кој е едноставната потврда на едноставниот актерски и човечки свет во кој соништата се остваруваат. Бескрајно му благодариме за сите овие соништа и за сите патишта на сите актери во светот на уметноста на филмот. Добре дојде дома, Тони. Добре дојде во светот на влюбениците на сликите што се движат преку океанот, преку морето и на крајот преку езерото. Многобројната публика во амфитеатарот во Дојран со силен аплауз го поздрави лауреатот, а Наумовски рече дека се чувствува благословено и среќно што може да служи на она што го сака, односно на уметноста. Се чувствувам благословено пред се што сум човек, што сум жив и здрав, што можам да го правам она што го сакам, што го пронајдов да го правам она што го сакам, што сум актер и што служам на нешто повисоко од сите мои амбиции индивидуални, односно уметноста. Наградата на Наумовски ма врачи градоначалникот на општина Дојран, Илија Тентов, и го прогласи фестивалот за отворен. На гледачите им посакувам прекрасни поминати филмски езерски вечери, а на организаторите успешен филмски фестивал. Ви благодарам и го прогласувам филмскиот фестивал за отворен. Филмот е универзален јазик кој ги надминува границите и ги поврзува луѓето преку приказни емоции и различни перспективи. Токму во тоа е вредноста на фестивалот Преку езерото, да создава средба меѓу различни култури, автори, кинематографии и да потсетува дека уметност има моќ да не приближува, порача пред присутните председателката на Советот на фестивалот Мими Ѓоргевска Илиевска. Филмот е универзален јазик кој ги надминува границите и ги поврзува луѓето преку приказни, емоции и различни перспективи. Токму во тоа е вредноста на фестивалот Преку езерото. Да создава средби меѓу различни култури, автори и кинематографии и да потсетува дека уметноста има моќ да не сближува. Публиката го погледна краткиот филм Вошки, поддржан од работелницата за развој и продукција на дипломски и дебютантски краток филм Нови бранови, а потоа следуваше проекција на Држи се замена од официјалната селекција. Гостите на фестивалот ги забавуваше и рок групата Пеперминт. Во преубава и свечена атмосфера во Националната установа Музеј на македонската борба за самостојност на 4 и 7 јули се одржа 9-то издание на меѓународниот хорски фестивал Драган Шуплевски во организација на Академско културно-уметничкото друштво Мирча Ацев од Скопје, а покровители на фестивалот беа Универзитетот Свети Кирил и Методи и Министерството за култура и туризам. Од 4 до 7 јули оваа година по 9 пат ќе се организира меѓународниот хорски фестивал Драган Шуплевски во организација на Академското културно-уметничко друштво Мирча Ацев, кој работи во рамките на Универзитетот Свети Кирил и Методи од Скопје.
Овој фестивал посветен е на нашиот доаен во хорското музицирање, професорот Драган Шуплевски, кој воедно и беше долги години диригент на хорот Мирчацев. Затоа и се одлучивме неговото име да продолжи како еден успешен хорски диригент, кој исто така има создадено доста хорски композиции кои ден денеска се пеат во хоровите низ Република Македонија, а и по широко од Република Македонија. Неговиот стил е препознатлив во хорското музицирање и ние со неговите композиции во светот имаме освоивано први, втори места, за трето не знаеме. Ќе настапат 8 хорски ансамбли кои поделени во 2 фестивалски вечери на 4 и на 7 ќе настапат во музеот на Македонската ослободителна борба со почеток од 20 часот. Влезот е слободен за сите оние кои што сакат да дојдат да го проследат овој фестивал и да уживат во хорското музицирање, каде што ќе бидат изведени различни композиции и тоа ќе биде еден празник на хорското музицирање во Република Македонија. Од 6 до 11 јули Ресен пулсира во ритамот на Интернационалниот фестивал на театарот Актерот на Европа, кој годинава се одржува по 24 пат. Вечерва е свеченото затворање на фестивалот, кога ќе бидат доделени и наградите за најуспешните учесници. Детали за годинешното издание на фестивалот од прилогот на колешката Каролина Дурло. Во пресвет на следното 25-то јубилејно издание на Интернационалниот фестивал на театарот Актерот на Европа, Преспа и Ресен и годинава по 24 пат се покажуваат како достојни домајкини на оваа престижна културна манифестација. Четвртина век успешно постоење, но и заслужено славење на врвните актерски остварувања и европските вредности во театарската уметност воопшто не е мала или беззначајна работа. Ова, особено во овие времиња, кога глобалните политички превирања се прелеваат во сите сегменти на сите општества. Резигнирано вели председателот на фестивалот Јордан Племнеш. И сите 40 земји кои што со своји представи учествуваа, покажаа од првото издание 2003 година, кога Европскиот парламент го прогласи Преспанското езеро за меѓуграничен европски парк меѓу Албанија, Грција и Македонија до денес, дека се остварува таа девиза на еден од најголемите светски интелектуалци кој што го отвори првото издание, Жак Лакариер, кој што напиша еден текст што секоја година оди во каталогот Илјадници вчера и едно единствено утре, и тој текст беше објавен во парискиот Фигаро по повод првото издание на фестивалот и 100 годишнина од Крушевската република во Македонија како прв знак на европеизација на Балканот. Таа европеизација трае еден век и 2-3 децении и се уште не е завршена, но ете нашата идеја и нашиот сон на голем број на големи имиња од европскиот театар беше дека Балканот е срцето на Европа. Годинашен лауреат и добитник на наградата за животно дело е истакнатиот словенечки актер, режисер и изведувач Нико Горшич. Престижната награда му беше врачена на самото отворање на фестивалот, кој традиционално се случува на 6 јули во уникатниот амбиент на Сарајот во Ресен. До сега оваа награда ја имаат добиено 23 врвни имиња од балканската и европската театарска уметност. Помеѓу нив се и Љуба Тадич, Раде Шербеџија, Милена Зупанчич, Моника Сантори, Ана Петерсон, Марсел Бозоне и други. Во рамките на годинашната фестивалска програма своје место најдоа театарски постановки од Црна Гора, Македонија, Ирска, Франција и Бугарија. Значи, јас дојдов на првото издание во овој прекрасен амбиент Преспа, кај што сите ние мислевме дека ќе започне една одисеја на европскиот театар и еве сега констатираме после 24 години дека сме успеале во таа мисија.
Фестивалот Актерот на Европа 2026 завршува на 11 јули со доделувањето на наградите за најуспешните учесници. Се надевам дека уживавте во нашиот избор на содржини од областа на културата. Ви посакувам пријатна вечер со програмата на телевизија Алфа. Ви благодарам на вниманието. Довидување.